Трибина за млади на тема Говор на почитување наспроти говор на омрза се одржа во Средното општинско училиште Љупча Сантов Кочани. Оваа трибина е трета поред од циклусот на трибини кои треба да се одржат во 12 градови во Република Македонија. На трибината зедоа учество 52 млади лица од средните училишта во Кочани и Виница, како и активисти од Црвениот крст во Кочани и Виница. На трибината младите беа запознаени со младинската кампања Стоп омраза, сподели почит, која ја спроведува Гешталт центар Младен Костиќ аспекти од Скопје во соработка со Црвен крст на Република Македонија, младински совети и други невладини организации, а финансирана од страна на Цивика Мобилитас. Целта на оваа кампања е да се развие медиумска пред се кампања во која што ќе ја зголемиме свесноста дека говорот на омраза дискриминира, дека говорот на омраза раздвојува и е основа за јавување на одредена социјална криза. Наспроти тоа, говорот на почитување е говор кој што ги промовира хуманите вредности на личноста, говор кој што овозможува развој и кој што ни дава ментално и физичко здравје на личноста. Она што е битно и што значајно со оваа кампања сакаме да промовираме хумани вредности и сакаме да ја зголемиме свесноста кај младите дека позитивните вредности се основа за развој не само на една индивидуа, туку основа за развој на едно здраво општество. На трибината младите имаа можност да дискутираат за користењето и последиците на говорот на омрза, за неговото негативно влијание не само врз младите, туку и врз целокупното општествено живење. Меѓу другото дискутираа и за позитивното влијание на говорот на почитување, за неговото влијание врз младата личност, како и за начинот на изразување. Свесни дека се наоѓаат во време во кое владее криза на вредносниот систем и со проблеми поврзани со говор на омрза и непочитување, со кои секојдневно се соочуваат, сепак младите покажаа спремност да се вклучат во активностите на оваа младинска кампања и да бидат активни градители на позитивните вредности во средината во која живеат.